Ние сега линковски се поврзуваме со Ирена нејзината гостинка, тоа е Билјана Костадинова од Нула отпад. Тоа за посетување се оние кои што се справуваат со можеби најпроблематичниот отпад, така да го наречеме, тоа е електричниот и електронскиот отпад. Ирена, доброто утро тебе и добро утро и до твојата соговорничка. Многу да ми ја поздравиш, зашто знам дека е многу добар соговорник, ни има гостувано и овде во студиото. Што е она што сега тие подготвуваат? Предпоставувам дека имаш некој повод. Да. Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро, почитувани. Она што е повод за тоа што сме овде во просториите на Нула отпад е Екопарада, односно Екапитолијада 2024 година, која што ќе се случува на 1 април. Како што кажа Искра, одличен соговорник до мене, Билјана Костадинова, едукатор и односи со јавност од Нула отпад. Ние ова утро ве поздравуваме од центарот на град Скопје, односно од просториите на Нула отпад. Билјана, добро утро. Ви благодарам за почеток што ги отворивте вратите за нашата екипа ова утро и она што е повод Екопарада Екапитолијада 2024. Добро утро и добро дојдовте во нашите простории. Да, се ближи денот на шегата, 1 април, кога се возбудени сите подеднакво и дечињата и возрастните. Традиционално, во соработка со Општина Аеродром и Капитол Мол, се случува Екапитолијада 2024 со голема екопарада, со екомаски и дефиле на самиот ден, 1 април. И сега, пријавувањето е се уште во тек, да кажеме за сите оние заинтересирани кои што сакаат да земат учество, до кога трае пријавувањето и како може да се пријават и кој се може да учествува. Така, право на учество имаат сите дечиња од градинките и училиштата од Општина Аеродром, значи градинките и училиштата кои што се под надлежност на општината. Што треба да се направи? Треба да се направи една екомаска која што во себе ќе вклучува минимум 3 дела електронски отпад или отпадни батерии. Маската може да биде или индивидуална или групна. Така направена маска треба да се испрати во инбокс, во директна порака на фан страната Facebook на Capitol Mall. Значи, наместо до 29.3, тоа е до петок, до 12 часот имаат можност дечињата да ја пријават својата маска. Имаме информација дека се уште се во фаза на изработка, така што очекуваме навистина бројни и уникатни маски, бидејќи децата секоја година одново ни изненадуваат и со инвентивноста и со креативноста. Бидејќи создавањето на уметност од отпадот не е само еден креативен начин на изразување, туку и упатување на моќна порака за важноста за рециклирањето и заштита на животната средина. Така е. Има навистина преубави изработки, ние имаме и фотографии, се надевам гледачите ќе ги видат додека разговараме, а исто така и овде во вашите простори има навистина преубави изработки од електронски отпад. Кажавме дека е за учениците, така? Наменет и училишта, да. Значи возраст е? Градинки, значи па се до 8 до 9. Така, негде 15 години. 15 години. Така. Сега да кажеме кои се наградите. Значи, она што ќе се случува Екапитолијада 2024 година на 1 април, да ги потикнеме, да ги мотивираме малку дечињата, значи ќе има 1, 2 и 3 награда. Така, примарна цел и најважна ни е заштита на животната средина и упатување на пораката за рециклирање и реупотреба на отпадот, бидејќи од нас зависи дали ќе дозволиме отпадот кој што го создаваме да загадува или пак од него ќе направиме нешто убаво и креативно како екомаска. Значи, таа ни е првата примарна цел, меѓутоа имаме дополнителни мотивации за дечињата, нели да наместо да идат со родителите вртоглаво по продавниците и да бараат, да купат екомаска, зашто да не поминат едно квалитетно време со своите најмили дома и да направат заеднички во една убава атмосфера една ваква маска. Првата награда ние и оваа година Амбасадата на Република Словенија е наш партнер, бидејќи го препозна овој проект како визија за подигнување на јавната свест токму кај најмладите за селекција на отпадот и тоа на еден забавен и креативен начин. Еве можност оваа пролет некој да вози нов велосипед, таа ни е првата главна награда индивидуална, втората индивидуална награда е таблет и имаме една индивидуална награда за најлајкувана маска, односно маската која што ќе го привлече најмногу вниманието на социјалните мрежи и таму се шири една убава енергија, се споделува, се лајкува, убави насмејани деца со креативни маски. Оваа година имаме и 2 групни маски во категорија градинка и во категорија училишта, кои што овие награди ги доделуваат соработниците на проектот.
Сосема за крај, бидејќи мораме веќе да привршуваме, само да ги подсетиме гледачите за вашата еколинија, избор 2 за она пролетно чистење, бидејќи веќе сме во пролета, она пролетно чистење на домот. Така, пролета инспирира промени, е убав подсетник да го исчистиме од домот од целиот електронски отпад кој што повеќе не ни е потребен. Еколинијата 070-236-000, каде што граѓаните секој ден можат да пријават електронски отпад од својот дом и бесплатно ќе биде подигнат од прагот на нивниот дом. Само да е исклучен од вода и струја и се презема од нивната адреса. Уште еднаш за крај телефонскиот број. 070-236-000. Ете така. Билјана, благодарам многу за вашето за разговорот. Ви посакувам успешна Екапитолијада 2024 година. Ке има повторно можност да ни гостувате, бидејќи навистина имате активности во текот на целата година, не само кога е пролета во прашање, кога е она генералка чистење или не само на отпадот, туку и на домот. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Овде ние се одјавуваме од центарот на Скопје, од просториите на Нула отпад. Студио, Искра, ако имаш некое прашање до гостинката? Да, имам. Дали кажа на Билјана дека сме исто облечени двете ова утро? Искра кажува дека сте исто облечени ова утро. Јас помислев дека ти си ме видела, па да ми кажа ми на двете дека сме исто облечени со Билјана. Телепатија што ти се вика тоа, да.